Почитувани, Димитриевиќ и СДС се ставија на услуга на српската опозиција. Станаа маргинална партија во Македонија поради лични интереси на Зоран Заев и Зоран Башановиќ. Генералниот секретар на СДС Александар Саша Димитриевиќ имал средба со српскиот опозиционер Бранко Ружич, поранешен министер за образование, кој дошол во Македонија со една цел, а тоа е да оформи опозицијски фронт со СДС за заеднички да соработуваат. Инаку Бранко Ружич лани бил суспендиран од својата партија СПС поради неговите јавни ставови против власта во Србија. За само една година подоцна, повторно да ги продолжи неговите политики, односно да делува опозицијски. За целата оваа приказна стојат Зоран Башановиќ и неговиот куќен пријател Зоран Заев, кои поради своји лични интереси работат за опозицијата во Србија. Го прашуваме директно Димитриевиќ, генералниот секретар на СДС, дали средбата која се одржала во Скопје, српскиот политичар Бранко Ружич дошол во Македонија со бела Шкода со регистарски таблички БГ 3020 УЦ. Димитриевиќ треба да одговори дали на таа средба присуствувал и уште еден висок член на председателството на партијата СДС од Србија. Зошто Социјалдемократскиот сојуз се става на располагање на опозиција во друга држава, а не се фокусира на македонската политичка сцена? И до кога поради Заев СДС ќе тоне во кал? Очекуваме одговори од Димитриевиќ и од СДС, а не празни флоскули. Утре на пресконференција го откриваме името на вториот функционер од Србија со кој Димитриевиќ се има сретнато за оформување на овој опозицијски фронт. Ви благодарам, доколку имаме прашања, повелете. Пристигна едно прашање до Центарот за комуникација на ВМРО-ДПМНЕ. На вчерашниот роден ден на Социјалдемократскиот сојуз се појави поранешниот претседател и премиер Зоран Заев, кој беше еуфорично причекан. Кој е вашиот коментар за ова? Благодарам на прашањето. Со синоќешното присуство на Зоран Заев на годишнината на некогаш државотворната партија СДС, се потврдија сите наши тези дека Зоран Заев е стопанот, а Филипче е чиракот во СДС, доколку Социјалдемократскиот сојуз сака да се реформира и да биде главна опозиција во Македонија, мора да се оградат и дистанцираат од аболицираниот криминалец Зоран Заев. Инаку, ако продолжат по истите овие стапки, тоа навистина е многу лошо за СДС, кој што, како што гледаме, нема намера да се промени. Ви благодарам.